49 години во Кавадарци успешно екзистира Домот на културата Иван Мазов Климе. 49 години во него успешно се негува и чува македонската традиција и фолклор. Многу генерации кавадаречки играорци поминаа низ македонските и европските фестивалски сцени и сите со својата љубов кон фолклорот и умешноста во изведбата оставија дел од себе во денес европски признатиот фолклорен ансамбл Тиквеш од Кавадарци. Ова е третата емисија посветена на фолклорниот ансамбл Тиквеш и неговото учество на петиот меѓународен фестивал на фолклорот со седиште во градот Карловац, Република Хрватска. Кавадаречките играорци постигнаа успех кој ги прави горди граѓаните на Кавадарци и со кој се отворија вратите на најголемите светски фолклорни фестивали за денешните и идните генерации кои ќе ја понесат славата на фолклорниот ансамбл Тиквеш. Тоа го гарантира и членството во Светската федерација на фолклорни ансамбли и фестивали ЦИОФ, единствено од таков вид во светот. Ансамбл Тиквеш, членството во ЦИОФ, официјално ќе го добие кон крајот на септември и почетокот на октомври месец годинава, сосем заслужено. Но, да се вратиме на фестивалските случувања, кои освен во Карловац се одвиваа и во Драганич, Огулин, Дуга Реса, Ловран, на островот Крк и во Умак. Со она што ви го прикажавме во претходните две емисии, веќе видовте дека сите фестивалски настапи беа успешни, дочекани со огромни аплаузи и оценети како бравурозни, професионални и уиграни до совршенство. Во наредните минути само ќе ја заокружиме приказната со почит кон сите кои беа дел од овој голем успех. Последните два фестивалски дена се поклопија со првите два дена од традиционалните карловачки денови на пивото, кои годинава се одржуваа по 16 пат. Последни два дена преполни со сточувања и настапи на сите ансамбли учесници, а ги имаше, да подсетиме, освен од Кавадарци, Македонија, и од Италија, Португалија, Хрватска, Литванија, Мексико, Босна и Херцеговина и Унгарија. И нема да сгрешиме ако кажеме дека, благодарејќи на младите членови на ансамблот Тиквеш, Кавадарци има нови пријатели од овие земји кои сега раскажуваат за една мала, но горда земја на Балканот, раскажуваат за Македонија и нејзиниот центар, за Кавадарци и Тиквишијата, раскажуваат за македонското фолклорно богатство и традиција. Осмиот предпоследен фестивалски ден се одвиваше вака. Дефилето со сите учесници се вклучи во главната поврка која во исто време тргна од три различни места и помина низ улиците на Карловац пред многу граѓани на градот, но и пред гости од цела Хрватска и туристи од странство дојдени од цел свет. Многобројните учесници на дефилето покажаа дека различностите можат да бидат заедно на едно место, да го покажат своето богатство и во тоа да бидат радосни и горди. Така беше и во Карловац. А дефилето имаше своја цел. Централната сцена, сместена на огромниот простор на кој беа лоцирани сите излагачи на карловачките денови на пивото. Впрочем, уверете се и самите во она што го раскажуваме.
Со пристигнувањето на фестивалскиот простор на самиот почеток, кралот на пивото и градоначалникот на Карловац ги отворија 16-тите денови на пивото проследени со прекрасен огномет, пошто ансамблите од 8 земји уште еднаш се представија пред многобројната публика. А самата најава на фолклорниот ансамбл Тиквеш буквално ги испразни сите штандови и поставени пивски ресторани и сите гости се преселија пред сцената, наградувајќи ги кавадаречките играоци со долготрени аплаузи. Grada Kavadarci, folklorni ansambl Tikveš, Makedonija.
Во истото вечер се случија уште два настани. Беа избрани најубавите играорки од сите учесници, а честа кај каодарчинија имаше Розе Тодорова. Потоа, по пригодните зборови и размената на фестивалските поклони официјално беше затворен петиот меѓународен фестивал на фолклорот во Карловац. За се што се случи на овој фестивал, своето мислење ни го кажа Жејко Шанчич, председател на организациониот одбор на фестивалот. Фестивал фолклора у Карловцу, Карловачкој жупанији у Хрватској. Пети поред меѓународен фестивал на фолклорот во Карловац во Карловачката жупанија во Хрватска. Петиот број ни дава за право годинашниот фестивал да го наречеме јубилеен, мал јубилеј по 4 успешни фестивали на фолклорот со позитивни оценки како од претходните учесници, така и од ЦИОФ. И всушност тоа е причината што не чини задоволни и среќни што на петиот фестивал добивме квалитетни учесници, меѓу кои ансамблот од Македонија и кој имаше впечатлива улога на фестивалот. Со својот темперамент, со својот професионален пристап при обработката на темите, при обработката на кореографиите, дадоа огромен придонес со овој пети фестивал да го оцениме како успешен. Можеме тоа да го потврдиме со фактите дека пробирливата карловачка публика уживаше во програмата на македонците и таа позитивна оценка повеќе пати ја потврдуваше со бројни аплаузи и овации кои кажуваат повеќе од зборовите. Честитки на она што го видовме од вас. Puno puta potvrđivala brojnim pljeskovima i aplauzima koji su govorili više nego riječi. Čestitke na onome što smo vidjeli od vas. Но тоа не беше се. Доаѓа уште два настапи на Карловачките денови на пивото. Започна последниот ден во Карловац. Во заминувањето на настапот гости во кавадаречкиот автобус беа членовите на мексиканскиот ансамбл, а во краткиот слободен термин успеавме за вас да ги направиме овие снимки кои се дел од големата пивска фешта во Карловац.
Овој ден сите учесници на фестивалот беа гости на Карловачката пивара, со уште една потврда на умешноста на нашите кавадарчани. Додека ги гледате снимените материјали од последниот ден во Карловац, чест ми е да ви кажам дека денес во фолклорниот ансамбл Тиквеш во сите категории заедно со Народниот оркестар членуваат над 150 млади луѓе од кавадарци, кои се гаранција дека во годините кои доаѓаат, ансамблот ќе има со што да се представи на сцените во Македонија и странство. Ентузијазмот и љубовта кон фолклорот се она што води кон успех, а тоа овие млади кавадарчани го имаат во изобилство. Еден од луѓето кои се заслужни за овој успех е и човекот кој неколку години како наставник ја води фолклорната школа при Кавадаречкиот дом на култура, но и веќе ги поставува новите и успешни кореографии на македонски народни песни и ора. Еве го размислувањето на Филов Илија, долгогодишниот влюбеник во македонскиот фолклор и традиција. Па да се стигне до нешто вакво, мислам овој меѓународен фестивал во Карловац, потребно е многу работа. Секако таа макотрпна работа бара доста потрошено време, доста соработка со други или помошници и фолклорната школа, можам да кажам слободно дека работи веќе 10 на години, а крајниот резултат барем до сега е овој меѓународен фестивал. Иако и претходните години сме одели на меѓународни фестивали, сепак мислам дека врв на оваа генерација сега што настапува е овој меѓународен фестивал. Фолклорната школа, како што спомнав, работи веќе 10 на години, се започнава од нула и првите генерации кои што настапија до сега настапуваа во претходните фестивали. Меѓутоа, бидејќи ова е аматерско друштво, игрорите како доаѓаат, така и заменуваат, така да мора сето тоа да се потполни со млади деца кои што ја посетуваат оваа фолклорна школа. Па сметам дека на секој кореограф кој што работи со овие млади луѓе е чест, голема чест и големо задоволство да се постигне еден ваков успех, знаејќи дека тие деца почнаа од првите основните кораци во фолклорот, а сега да се стигне до нешто вакво, мислам дека е големо задоволство, огромно задоволство. Треба уште доста да се работи, бидејќи при позитивните работи што се искажени на фестивалот од страна на новинарите, тука ако нешто се чита помеѓу редовите, се гледа дека некои работи се уште ни фалат, дека можеме да ги надокнадиме, но тоа е сето со многу работа. Фестивалот во Карловац, видовте и самите, беше многу тежок, многу напорен. За таков напор да се издржи треба многу вежбање, дисциплина во работата секако, и доколку тоа го нема, секако дека успехот ќе изостане. Меѓутоа, децата беа толку послушни, толку добри, што едноставно се гордеам што сум наследник на еден начин. Секако дека тука, иако представува некој врв на оваа генерација, овој фестивал, секако дека тука нема да се сопри. Сега се надевам дека се следуваат покани, бидејќи беше добар одзивот и кај останатите земји кои што беа учеснички на овој фестивал, тие ја пратеа нашата работа, нашите игри. Се надевам дека ќе пристигнуваат покани и понуди да гостуваме во тие земји и мора да се работи што е можно повеќе, да се уиграат кораците и ред други работи кои што ни недостасуваат. Секој тука мора да се збогати и оркестарот, бидејќи тука имаше една замерка мала домаќинот, иако оценета е оркестарот, музиката на оркестарот оценета како одлична, сепак ни недостасуваат некои изворни инструменти. Се надевам дека во иднина тоа ќе го средиме и ќе бидеме комплет. Нормално. Од градот најголема подршка ни е потребна, иако до сега одзивот ни е многу слаб, многу мала помош имаме, самите се снаоѓаме. Тука е секој домот за културата кој што сестра ни помага, бидејќи сепак ова е во склопот на домот за културата. Мислам дека за понатаму, за напред дека градот или собранието, советот на општината ќе имаат слух за ова сето што се случува, бидејќи да се представува не само градот и републиката со таков успех, мислам дека е гордост на целиот град. Za kraj slobodna grupa koja je oduševljena
Rebelo, čast mi je na kraju kao posljednje predstaviti. Grupa Tigreši Kadetla Makedonija. Дефинитивно, последниот настап на фолклорниот ансамбл Тиквеш во Карловац е пред нас. Гледаме дело од него, ударен е печатот на успешното гостување во Хрватска.
Заедничкото македонско оро со членовите на ансамблот Матија Губец, нашиот домаќин во Карловац, само ја потврдува сликата на радост поради успешното представување во Хрватска. Своје видување на деновите кои измина имаше и председателот на друштвото Матија Губец. Prvi put da se susrećem sa ansamblom, makedonskim ansamblima. Ова не е прв пат да се среќувам со македонски ансамбл. Во 1996 година во Америка настапувавме заедно со еден македонски ансамбл и еве сега кај нас на 5-тиот меѓународен фестивал на фолклорот видовме еден прекрасен ансамбл кој не воодушеви не само мене како председател на друштвото, туку сите играчи, учесници и карловачката публика. Мислам дека стварно ги заслуживте сите огромни аплаузи, вклучувајќи го и денешниот на крајот од фестивалот. Ви благодарам многу. Završne večeri. Hvala vam lijepo. Девете активни фестивалски денови во Карловац има и своји официјални моменти. Беше тука приемот кај градоначалникот на Карловац и кај вториот човек на Карловачката џупанија, размената на подароци со останатите учесници, како и средба со првите луѓе на фестивалот. Уметничкиот директор на Меѓународниот фестивал на фолклорот во Карловац не даде следната изјава. Dakle, petom međunarodnom festivalu folklora imali smo po prvi puta priliku ugostiti ansambl iz Makedonije. U gostu nam je došla ansambl iz Kavadarca Tikveš, koji sam prvi Оваа година на 5-тиот меѓународен фестивал на фолклорот имавме прилика по прв пат да поканеме и видиме ансамбл од Македонија. Нагости ни дојде ансамблот од Кавадарци Тиквеш, кој имав чест да го видам овде по прв пат. Морам да кажам дека сум извонредно задоволен од нивната работа на фестивалот и од настапите на членовите на фолклорниот ансамбл Тиквеш. Морам уште да кажам дека фестивалот беше многу напорен, дека настапувавме на многу места во различни градови, меѓутоа на сите настапи ансамблот одработи на многу високо ниво, така што се здоби со големо внимание на публиката и секако големите аплаузи се и најголема награда, но и резултат на работата, односно настапите на ансамблот Тиквеш. Драго ми е што ансамблот беше кај нас. Се надевам дека еден ден кога ќе ги резимираме претходните фестивали и кога по некоја идеја сакаме најуспешните ансамбли да ги доведеме повторно на нашиот фестивал, дека ќе имаме прилика повторно уште еднаш да го видиме вашиот ансамбл. Му благодариме многу на ансамблот Тиквеш со надеж дека повторно ќе се видиме, а на сите други во Македонија многу поздрави. imati priliku vidjeti ponovo još jedan put taj. Dakle, hvala lijepo, poklonimo samo iz Tikveša i nadam se da ćemo ih ponovo vidjeti, a svima ostalima puno pozdrav.
Некаде сме при крајот на оваа емисија, која не би била потполна ако не ви ги покажеме надписите во хрватските дневни весници и списанија и изјавата која ни ја даде професорот Аца Радивоевиќ, етномузиколог, новинар и добар познавач на светските етно и фолклорни текови. Radim kao profesor i između ostaloga predajem i u muzičkoj školi ovdje u Karlovcu srednjoj, predajem etnomuzikologiju. U toku studija svoga Професионален музичар сум, професор и меѓу другото предавам етномузикологија во Средното музичко училиште во Карловац. Во текот на своите студии низ предметот етномузикологија имав прилика од стручен аспект да го запознавам македонскиот фолклор, како и грачкиот, уште повеќе музичкиот. Морам да го изразам своето воодушевување, иако сум гледал многу ансамбли од Македонија, меѓутоа, велам, морам да го изразам своето воодушевување од вашиот ансамбл Тиквеш од Кавадарци, бидејќи досега ние овде во Хрватска Кавадарци го знаевме по винарскиот подрум, по добрите вина, а сега и по многу добриот ансамбл Тиквеш. Изворедно дисциплиниран, со многу пријатен надворешен изглед и ансамбл со професионално однесување. Моите честитки и кога ќе пишувам во весниците, знаете дека за ансамбл Тиквеш од Кавадарци ќе пишувам со сите можни суперлативи кои постојат во нашиот јазик. Честитки и многу ви благодарам. Ансамбл Тиквеш iz Kavadaraca pisati u svim mogućim superlativima koji postoje u našem jeziku. Čestitke, hvala vam lijepo. И заврши учеството кое го оствари фолклорниот ансамбл Тиквеш на 5-тиот меѓународен фестивал на фолклорот во Карловац, Хрватска. Време беше да се замине дома во Кавадарци и со своите да се подели радоста за успешните настапи, да се раскажат сите лични доживувања, да се размислува за идните активности. На враќање кон Македонија, мал одмор во Загреб и кратка прошетка по Каптол, плоштадот на Бан Јелочиќ, Грич, пошто мислите се префрлија дома во Кавадарци.
Ова беше само мал дел од она што го снимивме низ Хрватска и е видување на авторот на овие емисии. Во деновите кои доаѓаат, оставаме самите кавадаречки играорци да ви раскажат што и како беше во Хрватска. А соевиден заклучок на авторот на оваа емисија би бил: во рамките на Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци успешно работи фолклорниот ансамбл Тиквеш, потврдено најуспешните културни представници од Кавадарци ширум Европа. А за да успесите продолжат и бидат поголеми, потребна е поддршка од градот, потребно е признание од граѓаните на Кавадарци. Почитувани сограѓани, ми беше чест со слика и збор да ја го представам учеството на 5-тиот престижен меѓународен фестивал на фолклорот кој се одржа во Карловац, Република Хрватска, а кој успешно го реализираше сега веќе европски познатиот фолклорен ансамбл Тиквеш од Кавадарци, Република Македонија.